Минути за спорт во Македонија наутро, јубилејно издание на македонски бисер во Радовиш, која обедини регионалната боречка елита. Гости во Македонија наутро Славчо Тодоров, генерален секретар на клуб Бучим од Радовиш, и Дејан Богданов, председател на Боречката федерација на Македонија. Добро утро, добре ни дојдовте во Македонија наутро. Се надевам одморивте после оној напорен викенд кој што го имавте во Радовиш. Добро утро, благодариме на поканата. Повеќе од 70 надпреварувачи, 10 држави беа дел од годинишното издание на македонски бисер. Па да, точно, значи во викендот се одржа во Радовиш еден од традиционалниот турнир кој го организира Боречка федерација, тоа е македонски бисер, кој се одржува по 50 пат. Значи Радовиш се покажа како добар домаќин, како секој пат. Условите беа прекрасни, сите наши гости и нашиот тим беа задоволни. Имаше многу интересни борби, значи секој кој би можел да кој би присуствувал таму и кој би гледал, пошто имаше директен пренос, значи е видел дека борењето во моментот е на правилниот пат и имаше толку добри квалитетни борби што до последните секунди не се знаеше кој би бил победник. Да, директен пренос на македонската телевизија, традиција која што се одржува долг период. Како успевате секогаш да бидете на врвот, особено кога организирате вакви убави големи настани? Па да, значи ние што можеме максимум се трудеме да можеме секој пат да бидеме на врвот, бидејќи борењето е спорт кој е со голема традиција и кој има зад него оставено големи успеси, кои имат медали од европски, светски и олимписки. Така да местото во кое сум јас и мојот тим кој води федерацијата имаме многу тешка задача. Значи едната задача е дека мора секој пат да бидеме најдобри и не само во организацијата, толку и во донесувањето на медали. Јас морам во оваа прилика да се заблагодарам на целиот тим на Боречка федерација, на Министерството за спорт, на сите спонзори, на Боречкиот клуб Бучим од Радовиш, кои успеа сите заеднички да најдат сили, да можат да помогнат и овој пат да се представиме едно од најдобрите светла во борењето и да го организираме овој турнир. Можам да се пофалам дека овој македонски бисер е на еден од најдобрите организирани бисери. Можам да кажам дека и во 50 пат кој се одржува меѓу 50 години, јас не се сеќавам пошто сум помал, но другите кои беа присутни постарите генерации, сите зборуваат дека оваа организација е една од најдобрите организации на овој турнир. Славчо, Радовиш повторно покажа дека е на врвот кога станува збор за борењето. Тешко ли беше да се организира еден ваков голем настан? Па за Радовиш не е тешко затоа што во времето имаме организирано многу поголеми настани од овој настан. Како што беа европските купови во 90-тите години, светскиот интерконтинентален куп, имавме европско првенство за јуниори во 98 година, имавме една Балканијада во Радовиш е организирана и овој беше 10-ти поред македонски бисер организиран во Радовиш. Така да за нас не представуваше проблем организацијата. Македонскиот борач Омер Мемеди го освои трофеот на македонски бисер. Да ги споменеме и останатите добитници по категории. Во 57 килограми второ место освои Младен Евтимов, во категорија 61 трето место Мехмет Усинов, категорија 70 килограми второ место беше Омер Феруки, 74 килограми второ место зема Фати Весели, 79 прво место освои Расул Шапиев, 92 Омер Мемеди и второ место беше Адам Модосјан кој се бори за Македонија. Во категорија 97 беше Реджеп Хајдари трето место и во 125 беше Илија Танасов трето место. Имаше ли годинава силна конкуренција? Па имаше. Во секоја категорија имаше по 7-8 надпреварувачи од 10 земји, така да Молдавија и Романија беа во најсилниот состав, исто така и Бугарија, така да имаше квалитетни борби. Значи ли тоа дека нашата земја има навистина големи таленти кога станува збор за борењето? Па мислам дека да, дека нашата земја има доста добри таленти, мислам дека со малку подобри услови ми можеме да се носиме со сите држави кои работат со овој спорт. Така да пред 2 недели имавме освоено медали на Европско првенство за до 15 години,
кој прв пат во историјата од едно вакво првенство 2 бронзени медали се донесени во борењето. Исто така пријатно сум изненаден и од македонскиот бисер кој нашиот тим се представи, бидејќи имаше доста силна конкуренција. На некои категории имаше и по 10 спортисти, бидејќи беше пред Европско првенство до 20 години. Имаше другите држави беа донеселе по двајца на категорија кои сакаа да си ги измерат силите овде и да видат докаде се нивните квалитети. Кој што спомнавме за Омар Мемеди, он е еден од младите наши талентирани спортисти кој очекуваме на Европското првенство кој ќе се одржи за месец време во Македонија да биде исто меѓу најдобрите, можеби и медалист. Така да јас и мојот тим максимум работиме за овој тим, максимум работиме да се представат нашите спортисти во најдобро светло и од нивна страна исто се повратни исто резултатите. Така да ако имаме добар тим, сплотеност, резултатите си доаѓаат сами по себе. Како Боречка федерација ги поддржувате секогаш овие млади, талентирани наши момци? Па јас како сум председател веќе еден мандат, овој ми е втори, значи мојата идеја е секој пат се спортистите, помладите и талентираните и тој пат на моја идеја би продолжи и до крајот на мојот мандат и мојот тим сум го обидел дека тоа е најправилниот пат и тој пат кој го тераме во моментот веќе не раѓа плодови, кој што преков пред малку имаме европски медалисти, имаме пети на европски до 23 години Бесер Илија станал пети на европско првенство, така да не очекувате, еве ви кажав пред малку за месец време исто едно европско првенство кој ќе биде информирана целата јавност и кој мислам дека нашите спортисти ќе неповторно израдуваат со медали. Верувам дека овој настан беше неговата главна цел е промоција на спортските вредности и се разбира талентите кои што ги имаме ние како држава. Да, тоа е така, значи нашата екипа беше составена повеќе од младински надпреварувачи кои ќе земат учество на, како што кажа председателот, на следното првенство за јуниори европско кое ќе се одржи во Скопје. После ваков успешен настан, верувам дека веќе се подготвувате за наредното издание, затоа што организацијата се разбира сигурно не е лесна кога имате толку многу надпреварувачи и држави присутни. Па да, значи ние веќе се подготвуваме веќе еден месец и още еден месец имаме, значи 2 месеца за овој голем настан. Надпрвенството ќе се одржи во салата Борис Трајковски. До сега во моментот тимот се пријавено преку 800 учесника, така да повторно и наредниот месец борењето ќе биде во центарот на спортот и очекуваме сите посетители кои се заинтересирани во борењето ќе бидат информирани, љубители на борењето да дојдат да го гледат овој настан и на крајот не само за добра организација, јас како председател најмногу сакам да имаме и успех да освоиме некој медал на ово првенство. Следен предизвик на боричкиот клуб Вучим од Радовиш? Следен предизвик, па да се надеваме дека наредната година македонскиот бисер пак ќе биде во Радовиш и во контакти со федерацијата би сакале да бидеме организатори на некое балканско првенство или европско првенство за пионери или кадети. Да се разбере дека ги поттикнеме младите пред се да спортуваат, да одберат било која вештина или спорт, затоа што на тој начин се разбира го градат својот живот понатаму. Па јас би посакал на сите млади кои не се почнале веќе да се бават со некој спорт, нормално битно е прво да спортуват, но доколку би бирале, би да го одберат борењето, бидејќи во животот ќе имат многу препреги, а борењето ќе ги научи како треба да се борат и како би требале да бидат на правилниот пат, бидејќи во борењето може да постигнат доста пријатели, не само во Македонија, туку и пошироко, и дека во животот ќе бидат пред сите, бидејќи борењето е боречки спорт, а во животот мора да се бори секој за да успее. Радовиш, град на спортот, ви благодарам многу за денешното гостување во Македонија наутро, ќе ви посакам многу успех и се разбира ве очекуваме повторно да ни бидете гости. Ви благодариме за поканата, поздрав во сите гледачи и се надеваме и да промовираме се разбира млади таленти успешни. Да, и се надеваме дека повторно ќе се види. Да кажам, заборавивме да кажеме дека на македонскиот бисер беше и промовирана книгата по повод 50 години македонски бисер и 30 години освојувањето на светската клубска титула на боречкиот клуб Вучим.
Да, долга традиција на вистина. Да. Благодарам уште еднаш за гостувањето во Македонија наутро. Благодараме за поканата.